Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Што значи борба за работнички права е темата на која денес ке дискутираме со другарите Алек Атевик и Вилдан Дрпјанин. Здраво Алек, здраво Вилдан. Здраво, поздрав до гледачите на овој подкаст. Здраво и од мене, фала на поканата. Особено ми е мило што сум дел од подкаст што оригинерно ги пренесува приказните на луѓето кои што се засегнати од проблемите, а не прераскажува, така што се надам дека и ние ќе придонесеме во тој контекст. Ви благодарам и јас што ја прифативте поканата за гостување и верувам дека ќе произлезе квалитетна дискусија. Па, Алек, би почнала со тебе. Кој се е работник, што представува трудот на работникот и која е перцепцијата за работникот денес? Многу широко прашање што е тоа работник. Веројатно тоа се дефинира во однос на некој на оно што ние го разбираме, ние како ги разбираме по-широко тие работи. И претпоставам дека многу луѓе различно ми одговориле на ова прашање. Може би најубав начин како да се стигне до тоа прашање е со негацијата на тоа прашање, што не е работник. Еве, например, дали претениците во нашето собрание се работници? Не, тие се отуѓени од работникот, тие земаат награда за своето неработење или служење на таа држава. И играат некоја абстрактна законодавна власт која во основа нема никаква суштина за промена во општеството. Нема никаква конкретна работа што комплетно може таа паразитска структура да се укине, да се замени се нешто што ќе придонесе во општеството. Еве една друга тема која исто е проблематична во овие кругови се полицајците. Дали се полицајците работници? Значи, иако тие се вработени, тие ја одржуваат таа држава и ние ги сметаме дека не се работници, не се припадници на работничката класа. Значи, од тој аспект, дали борбата за некои работнички права за полицајците кои имаат свој синдикат би биле сместени во некој класичен работнички права. Исто можеме тука да ги анализираме. И одговорот е дека не е баш така јасно. Значи, полицајците сепак припадници кои на работнички семејства, најчесто, поготово ние обични полицајци живеат во работнички средини, децата ги праќаат на школување во обични државни училишта и немаат допир до тие големи бенефиции што некои други полицајци ги имаат. И сега, поготово во овие држави како нашава, кои што се на работ на капитализмот, таа индоктринација е многу поголема кај полицајците. Можеме да кажеме дека има и некој искуство, има некоја традиција од стариот систем на милиција, но тоа е многу повеќе како остаток од како правило. Ете, кога зборам за работнички права, не мислам дека за секој вработен се однесува ова прашање. Значи, мислиме на една построга дефиниција, каде што работничките права ги врзуваме историски за борбата за емансипација на работничката класа во целост. Пример, дали правото на 11 часовно работно време е право. Во одредена ситуација кога 12 часа работеле, може да се смета за право. А денеска ние тоа го нарекуваме робство, ако некој работи 11 часа дневно. Значи, многу голема и многу широка проблематика и основната идеја што треба да се изнесе дека
кога се зборува за работнички права, се мисли на колективни права на работничката класа, која има многу слоеви, многу подслоеви, но основната работа е како во системот на држава која продуцира ограничување на слободата, значи правата не се права за слобода, туку права да се ограничи слободата на работникот, се остваруваат и се пробиваат полека границите. Ние гледаме историски дека во капитализмот е можно зголемување на работничките права. Но која е границата? Дали постои нешто што не може да се пробие? Значи, и тоа е исто интерес кој мене ме натерал да се приклучам повеќе и да разговарам и да не само да разговарам, да сум политички активист во марксистичка организација. Значи, ние сметаме дека државата не може да ги обезбеди работничките права во целост и е систем на принуда. Принудата се врши на брутален начин преку правосудниот систем, легислативата, полицијата, или преку помек систем кој е уште појак, преку идеолошкиот систем, каде што на работникот му се ускратува правото да биде живо битие, да има своји потреби, како што е мрзелив. Значи, да биде мрзелив може би вака звучи чудно, но тоа е суштината на оно во кое капитализмот е навлезен, дека ние сме како мравки, кои треба да работиме, кои за тоа сме родени и претпоставувам после одредено време ќе цркнеме од работа, бидејќи онака многу малце од нас ќе дочекат пензија. Дали целта на животот е да се дочека пензија? Значи не, значи целта на животот е да се живее пред смртта, затоа што еве ние не веруваме во живот после смртта. Добро, Алек, ти благодарам многу. Вилдан би продолжила со тебе. Значи, многу често, не многу често, доку постојано се зборува за работнички права, особено во нашите кругови, за нивното кршење и за нивното унапредување. Па според тебе како може да се унапредат работничките права и како истите можат да се почитуваат и практикуваат, бидејќи едно е да се унапредат законски, друго е во пракса дали тие се почитуваат и да се практикуваат. Ако се зборува постојано на национално ниво, тоа би било супер вест. Мислам дека се зборува многу повеќе од што беше пример во минатото, но сепак мислам дека е далеку од доволно кога има некој работнички проблем да се актуализираат сите медиуми. Како што во моментов 17.000 работници зависат од собранието и од петиот пакет на мерки, за да си ги земат платите за февруари и март, а наскоро и за април, бидејќи овој месец истекува. Што значи дека сепак го немаме тој потребен притисок за да тие проблеми не настануваат воопшто некој 2 месеци да не може да земе плата и да се снаоѓа како ќе врзе крај со крај. Се во однос на поставеноста на системот, уште од самиот почеток, како нашиот систем дефинира работник, се појавуваат првите проблеми. Нашиот систем не поставува прашања дали ви одите на работа секој ден, дали примате плата, дали имате некој работен однос кој што може да се одреди така врз основа на фактичка дефиниција. Туку дефиницијата која што нашиот закон за работни односи ја дава е дека работник е секое лице кое е во работен однос врз основа на договор за вработување. Значи договорот за вработување е тоа што е битниот елемент. Вие може да одите секој ден на работа 10 години, да имате да примате плата на рака, да ги извршувате сите услови на работен однос, но вие во нашиот систем ќе бидете непрепознаен. Не ве дефинира системот како работник. На системот му е битно дали ви имате договор за вработување. Тоа значи дека уште во старт системот ексклузивно доделува право кого ќе вика работник, кого нема да вика работник и определува една мала група која што многу лесно може да ги одредува, проверува преку агенцијата за вработување.
И покрај тоа што најголем дел од другите држави и препораките на меѓународната организација на трудот е дефиницијата да биде дека е секое лице кое е во работен однос или има засновано договор за вработување. Значи работниот однос е многу поширока категорија од договорот за вработување и тоа треба кај нас подитно да се смени во новиот закон за работни односи. Така што почнувајќи од тој елемент и поврзано со прашањето нели за унапредување на работничките права, многу е битно да ги поставиме прво добро работите, иако делумно нашиот закон има работи кои што нели ги штитат работниците и се во одредени делови доста добро уредени. Втората фаза е да се осигураме дека имплементацијата на тој систем, на тие одредби функционира. А тоа можеме да го направиме преку два начини, односно преку институциите кои што се задолжени за спроведување, како инспекторатот и министерството, и од друга страна самиот притисок кој работниците го прават. А притисокот се прави првенствено со тоа што самите ќе се информираме кои се нашите права, а понатаму и сите во нашата околина ќе знаат што можат да обараат на работно место и мора да го добијат како заштита и нели како треба да функционира еден работен однос врз основа на законските рамки. Добро, Вилдан, ти благодарам. Алек, како треба да се води борбата за работнички права? Институционално, вонинституционално или паралелно? Како треба да се води борбата? Значи, борбата треба да се води онака како што се водела до сега и како што се било оценато дека е победоносна. Значи, треба да се оценат границите во кои може да се делува и нормално дека треба да се почитуваат сите можности што ги дава Демократската република. Значи, Демократската република во наводници, така се нарекува капитализмот во оваа своја фаза. Да, во секој случај треба да се искористат. Што значи тоа? Тоа значи дека работниците треба да членуваат во синдикати и преку синдикатите да ги остваруваат своите права. Значи да се борат за остварување на веќе здобиените права. Од друга страна, треба да се борат и за здобивање на некои права. Например, еве сега сретнав во некои истражување во врска со рударите во Албанија дека кај нив им е ускратено правото на бенефициран стаж. Значи нешто што рударите го имаат во Македонија се уште. И нешто што го имале во минатиот систем во Народна република Албанија. Исто и правото на пензија кај нив доведено во прашање, затоа што одењето на рудар на 60 години старост во пензија е сулудо било каде во светот. Значи, тоа е право што е изгубено. Така да синдикалната борба во секој случај е прв чекор што работниците ќе ја преземат. Она што е доказ е дека тоа е некогаш, не секогаш, успешна и дека мора да се преземат и други облици на борба. Евете, во Албанија сакаат да се пробијат во парламентот и тука да имаат глас, иако мислам дека и тоа ќе биде неуспешно. Она што е потребно е партиципација или заземање на власт. Ама да се заземе власта само на едно прашање е невозможно. И тука се поставува прашањето за потребата од партија која ќе ги застапува интересите на работниците, односно работничка партија. Тоа е некој историска перспектива во однос на борбата во капитализмот. Нормално работничките права понатаму се шират со рушење на капитализмот и со воспоставување на работничка држава која ќе функционира заради интересите на работниците. И тоа би било некоја почетна фаза за понатамошно градење на
некое социјалистичко општество. Сега прашањето е дали е тоа возможно или дали ние сме живееле во некоја илузија за минатиот систем, кога на нашата територија имало некаква работничка држава која имала поголеми права. Ја мислам дека не е илузија и дека во одредени временски периоди се случува да одредена групација, одредена политичка партија ја преземе власта и може да ги застапува интересите на работниците. Но проблемот е што повторно, значи, работничките права ги гледаме само како само од аспект на историската улога на работничката класа, да се препознае како носител на историското движење, да ги сруши во прв ред националните бариери кои се пречка за развојот и да ги одземе приватната собственост на средствата за производство, значи големите индустријски капацитети, банките и така натаму, од рацете на крупниот капитал и да ги стави во свој интерес. Значи тоа би било дефинитивно интерес на работниците и јас тука и тоа го рачунам како работничко право. Затоа што повторно ќе кажам, значи да се ограничиме во некакви правни рамки е ништо друго туку враќање еден чекор поназад. Значи ние не се ограничуваме во однос на она што се прописи и правда во сегашниот систем, затоа што тоа е менлив. Значи правото во денешно време може да се опишува и го опишуваат оние што владеат. Ние, значи, како марксисти, сметаме дека димензијата за разгледување на работничките права е од еден историска гледна точка. И ова право еден ден нормално ќе биде остварено. Значи се надевам јас и сите ние ќе бидеме живи да дочекаме дека тоа и ќе го видиме со наши очи. Малте не јас сум дури убеден дека ќе бидеме сведоци на тоа, затоа што и гледаме како капитализмот функционира во денешно време, односно како не функционира, не може да ги оствари основните потреби не само на работникот како индивидуа, туку на целото човештво. Значи доведени сме до систем на тоа дали човештвото може да преживее. Добро, Алек, ти благодарам. Вилдан, кој треба да ја води работничката борба? Синдикатите, граѓанските здруженија, самите работници? Или склоп на сето тоа? Најкратко да се надоврзам на дискусијата што ја започна Алек. Јас сум согласен дека некоја промена на формата на свеста и начинот на делување секако веројатно е неизбежна, поглед на сите случувања, но сепак има одредени чекори кои што мора да ги оствариме и во однос на прописите и во однос на нашата запознаеност со прописите и што е тоа што е дозволено и не е дозволено во сегашниот систем, поред сегашната законска рамка, да воопшто може да се дискутираат некои следни чекори. Мислам дека Алек не поставува малку понапред на скалата колку моментално е развиено работничкото движење и колку моментално сме подготвени да преземеме некој нареден чекор кој што ќе биде дефинирачки во однос на управувањето, носењето одлуки и така натаму. Само тоа во насока на дискусијата, во однос на прашањето, секако моето мислење е дека работниците во секоја форма треба да ја водат борбата за работнички права и дека тие се тие кои што ќе одлучуваат на кој начин ќе се движи таа борба. Во која форма, дали тоа ќе оди преку синдикати, преку здруженија на граѓани, преку неформални движења, мислам дека не е битно. Мојата перцепција
Јас мислам дека во последните години синдикатите потфрлаат во таа работа, односно не успеваат да ја водат борбата за работнички права на задоволително ниво и работниците се свесни, гледаат дека синдикатите не исполнуваат нивните очекувања и се повеќе се намалува бројот на работници кои што се членови на синдикат. Сега тој процент е некаде околу 22, што значи дека секој пети работник, ако го земете приватниот сектор, уште помалку ќе видите уште помали бројки на луѓе членови на синдикати. И поради тоа ме радува и што и ние како јас например како вработен во граѓанскиот сектор, што и граѓанскиот сектор се вклучува во таа борба по насока на борбата да се пренасочи во линија да почне да се зборува за тие работи. Бидејќи мојот впечаток е дека особено во време кога почнаа странските инвестиции, дека идејата да се продава трудот на работникот како ефтин, како нешто што може да дое било кој инвеститор да си вработи луѓе да прави профит на грбот на овој ефтин труд и така натаму, дека тоа беше многу силен удар врз работничкото движење и не спушти на една скала кај што ние не баре од нула требаше да почнеме да ги дискутираме сите овие работи за во однос на работнички права и воопшто дали постои работничко движење. И во таа насока мислам дека на крајот на денот формата воопшто не е битна, но дека во моментов треба да се одвива на начин на кој што или неформално, секако најефикасниот начин е човек на човек, да се шири информацијата, да се зајакнува движењето најнепосредно што може, без разлика дали е тоа на улица, во дискусија на клупа или било каде што ќе паднеме на муабет за работнички права, а доколку бидејќи тоа е многу споро и потребно е многу време за да се направи тој некој ефект на снежна топка кај што се шири движењето органски, додека да стигне тоа било која друга форма каде што ви организирано можете да се заземете и да застапувате пред институциите, без разлика дали е здружение на граѓани или синдикати, е добра и пожелна, со тоа што во секој случај би требало да има соработка помеѓу сите засегнати страни што работат во полето, ако навистина интересот им се работничките права. Нема причина за поделеност помеѓу актерите, затоа што сцената и така е мала и така има доволно луѓе кои што не им одговараат за јакнати работнички права, има доволно непријатели да речеме, така да воопшто нема причина за поделеност во самото движење. И отаму и моите ставови за тоа што го дискутиравме во однос на широките коалиции, дека буквално сите страни кои што се работници, а тоа е огромно мнозинство во Македонија, огромно мнозинство од луѓето сме работници, треба да се обединат само во поглед на остварувањето на работничките права. Понатаму можеме да имаме милиарда разлики, но во овој сегмент мислам дека не треба да се дозволи поделеност. Значи според тебе појдовна точка на тоа, да кажем, условно коалицирање е остварувањето на работничките права. Па сега, јас тука да се надоврзам, ги спомна синдикатите дека мале процентот на работници кои се членуваат во синдикатите, и тоа стварно е поразително. Но што мислиш зошто е тоа така? Зошто луѓето не веруваат на синдикатите? Дали поради нивниот неуспех досега или воопшто поради нивната резигнираност досега? Бидејќи реално многу синдикати, еве Алек што сигурно ќе каже, ние со марксистите ги нарекуваме жолти синдикати, оние синдикати кои што служат на владеачката класа. Дали ти сметаш дека тие синдикати служат на газдите на владеачката класа или едноставно се резигнирани, незаинтересирани и постојат само формално колку да постојат? Повторно и во тој дел, првата пречка е законската дефинираност. Кај нас постои некоја форма на законски дозволен монопол, кај што синдикат за правен субјект, синдикат, се смета само синдикат на повисоко ниво. Значи, вие треба да сте или синдикат на гранка или на национално ниво, за да добиете упис во централен регистар. Ако направите синдикат на ниво на работодавач или на ниво на струка, нема да имате правен субјективитет, нема да имате правен статус. А синдикат што нема правен статус не може себе си да се застапува, многу помалку е веројатно дека работниците ќе веруваат дека може нив да ги застапува. И тоа во суштина им одговара на големите синдикати, кои што секако си го имаат тој правен субјективитет и синдикатите на некој начин се приморани да се здружуваат, а ќе се здружиш секако во овие синдикати кои што веќе постојат, значи дека ги зајакнуваш нив во секој случај, дури да мислиш дека не се функционални. А причината зашто мислам дека се помалку работници веруваат на синдикатите е самото тоа што кога ќе се зачлениш во синдикат, гледаш како функционираат работите. Јасно ти е дека не напредува најдобриот, јасно ти е дека нема процес ти со активна синдикална работа да напредуваш и да влезеш во
било која позиција која што можеш да носиш одлуки. И добре, еве и да го тргнеме тоа на страна. Дури да немаш такви претензии, начинот на кој што гледаш дека се одлучува и многу честото кооптирање на синдикатите со газдите, каде што едно ќе се договорите на маса, понатаму искачаат и застапуваат други интереси, работниците влијаат да изгубат целосна доверба во луѓето кои што ги застапуваат и понатаму да создадат одбивност кон било какво приклучување на некој друг синдикат кој што можеби е нов, неискварен, нема некоја црно минато и така натаму. Да, генерално синдикалното движење и според мене кај нас е оцрнето, но тоа мислам дека повеќе се заслужни за тоа самите синдикати, поради нашето такво мислење за нив. Мислам секако тука не дека тоа не им одговара на центрите на моќ, дека го помагаат тоа оцрнување, но целото тоа оцрнување ќе беше неуспешно ако синдикатите никулците не ги посадиле кај себе во двор, односно своето постапување не даваше причина работниците да веруваат дека тоа што се шири по медиумите и што се шири низ дискурсот е вистина. Апсолутно да. Што сметаш ти, дали економската криза дополнително ќе ги втурне работниците во борба за своите права? Бидејќи сега нели гледаме дека невработеноста е зголемена, цените на продуктите за исхрана постојано се во пораст и значи населението дополнително сиромашува. И дали ова ќе биде дополнителен мотив за работниците сами да почнат да се организираат меѓу себе и да се борат? Јас искрено се надевам дека тоа ќе биде сценариото, но мислам дека првичниот шок, кој што е известно дека сиромашните стануваат посиромашни, богатите стануваат побогати, првичниот шок ќе биде многу силен и ќе влијае на тоа на некој начин на устишување на сите движења. Да речеме пред да стане подобро, мислам дека ќе стане многу полошо, затоа што последиците допрва ќе ги гледаме и од сите мерки кои што беа преземени и од справувањето или со последиците од кризата. Мислам дека многу работници допрва ќе останат без работа, многу работници ќе имаат намалени приходи, самото тоа што се зголемува степенот на невработени луѓе, по некој дефолт го намалува степенот на заштита на работничките права, бидејќи тоа е секогаш злоупотребено од газдите кои што на невработените гледаат како армија на луѓе кои што чека да го преземе местото на работникот кој што моментално е вработен. Мислам дека во одреден дел се согласувам и со Алек во однос на тоа на наднационално здружување и во регионот со оглед на тоа што се случува, дека не е многу поразлична ситуацијата што се случува во Македонија и околните држави, да речеме Србија, Албанија, Косово, Босна, Црна Гора, дека многу од работниците споделуваат речиси исти маки и во мојата глава личи како многу веројатно дека некој регионално работничко движење можеби ќе видиме многу наскоро, каде што работниците ќе сватат дека маката која што делат не е само национална, туку регионално се соочуваат со истите проблеми, кој што пак понатаму може да придонесе и до охрупнување на таквото движење и евентуално директна борба на работниците за своите права, односно да немаат своји представници, да немаат луѓе кои што наводно одлучуваат во нивно име, туку работниците самите да ги земат работите во своји раци и тие да се вклучат во процесите на одлучување. Добро, дали сметаш дека, пример, која е твојата перцепција за следните 5 години, еве да кажеме, дали на светско ниво ова здравствена и економска криза ќе доведе до значајни системски промени? Во однос на работничките права доста интересна ситуација, бидејќи е секогаш популарно вие да зборувате за работнички права. Секоја партија сака да разговара за зголемување на минимална плата, за подобрување на условите за работниците, подобра безбедност и здравје при работа. А не го прават тоа бидејќи интересите, тесните интереси кои што се во партијата не го дозволуваат тоа, бидејќи има луѓе кои многу повеќе има газди во партиите, отколку работници, ако има воопшто некој кој што е оригинерно работник, а не профитира од системот, односно тоа како да речеме како газда. Така што мислам дека во наредните 2, 3, 4, 5 години веројатно ќе слушаме многу за ова, ќе слушаме за подобрување, за унапредување, за нови права, за нов начин на справување со последиците. Колку практично ќе се остварат тие права, како што сега, например, многу голем дел од законот за работни односи стои на хартија, пробувате да го имплементирате, но тоа едноставно не наидува на одговор, нема како да не постои, како само да е напишано некаде во некоја бајка, дека не се спроведува тој закон, особено во приватниот сектор. Така што многу е битно се што ќе биде усогласено како регулатива,
да сме 100% сигурни дека така се спроведува и во пракса. И во таа линија кај нас на пример секој месец во текот на минатите години во просек по тројца луѓе ги губат своите животи на работното место. Што е една сериозна бројка кај што тие луѓе директно се убиени од системот, кој што не ги почитува одредбите за безбедност и здравје при работа. Дозволува тие луѓе да го загубат својот живот на работното место. И самото тоа што таквиот пристап многу ретко се зборува из ова во медиумите, многу ретко ќе вклучите и ќе видите тема баш посветена на тоа и конкретно занимавање со решавање на тој проблем, иако се повторува секој месец. Посочува кон тоа дека едно е тоа што се зборува, едно е тоа што се најавува и прокламира, а друго е тоа што се случува во пракса. Главно заради тоа што работниците се подпираат на представници, односно луѓе кои што одлучуваат за нив со мандат, отколку самите да ги носат одлуките. Така што мислам во моментов не имаат опција сами поради тоа што не постои таква опција, таква политичка партија, но последиците кои што се одразуваат, односно тоа што се случува со работничките права, мислам дека кај многу работници влијае кон тоа да се создаде, да мора да размислуваат во насока на тоа дека нешто мора да се менува. Добро, Вилдан, ти благодарам. Алек, истото прашање и тебе би ти го поставила. Што ти очекуваш да се случи во следните 5 години на светско ниво во однос на системските промени? Дали капитализмот ќе издржи оваа криза и ќе продолжи повторно да функционира исто како досега? Или па ќе добие некои, да кажам, позначителни удари што ќе бидат добри за работничката класа, од кои што удари ќе произлезе некое ново движење, некои нови системски промени и така натаму. Моментално се случува епидемија или пандемија на COVID, која покажа дека во многу брзо време државите се способни да воспостават авторитарен или диктаторски систем во населението, и тоа не за заштита на работнички права, не е во интерес на работниците. Со квази мерки, со мерки на попуштање за одредени сектори, во секој случај ќе испаднат резултати како ние не се справуваме со кризата, мислам нека во наредниот период. Но криза на капитализмот не е криза на пандемија. Значи пандемијата можеше да се случи и во социјализам. Ние тие две работи мора да ги разделиме. Имено и пред појавата на пандемијата веќе се случуваше успорување на развојот на капитализмот. Една од посебните земји која треба да се издвои е Кина. Значи веќе имаме успорување на растот на економијата во Кина и пред појавата на COVID-19. Официјално во Кина, иако мислам дека ќе видиме дали воопшто таму е детектирана прво, но не верувам дека потекнува од Кина. Значи влегуваме во систем на нестабилност. Влеговме, една од тие нестабилност се е и здравствената криза. Капитализмот функционира цело време како систем на нестабилности, систем на кризи. И тој обстојува. Обстојува затоа што има механизми како да се извлече од секоја криза. Значи да се мисли дека автоматски ќе се промени системот затоа што постои здравствена криза, чие несправување се должи на интересот на профити. Значи погледнете ситуацијата со вакцини. Значи тука две димензии имаме. Значи прво дека станува збор за вакцини кои се измислени и финансирани од државни пари, од буџети, значи сите приватни компании, да речеме AstraZeneca највеќе, но и руската вакцина од институтот Гамалеја и на Pfizer, сите тие истражувања се финансирани од државни буџетски пари.
тие наплаќаат огромни суми на пари за вакцините и ги дистрибуираат во земји кои ги преферираат, во земји на центарот, земји кои се снашле или земји кои што политички одговараат, како Србија, која го искористи ова кинеско-руското пријателство. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме една голема нестабилност на целиот систем. Европска унија исто се покажа дека не е воопшто унија, дека е разединета и дека е подвоена во однос на овие права. Ние од друга страна покажавме дека имаме систем на разрушено јавно здравство. Превентивната заштита која требаше да биде интегрален дел од здравството е разрушена. Ние имаме бројки од кои можеме да се засрамиме. Значи, моментално ја претркавме Босна и Херцеговина, тука се тркаме Босна и Македонија, во бројот на починати на милион жители. Како може еден систем да се уназади толку време? Тоа се тие прашања кои мислите дека само ние ги разговараме или овие гледачи што нас ке не гледаат? Значи, знаат по старите дека системот на СФРЈ беше врвен, значи успеа негде таму времето на сипаници да се вакцинира во рамките во 2 недели целото население. Имаше и тогаш смртни случаи, 2-3 смртни случаи, мислам дека настана. Како може тој систем, кога немаше ни интернет, ни телефони, ни мобилни, да се вакцинира толку брзо, а денеска каде што имаме толку голема поразвиена индустрија, развиено средство, значи автомобили, автобуси, значи не можеме тоа да постигнеме. Значи тоа се тие прашања кои ние треба да ги разгледаме, затоа што и да ги кажеме. Така да во оваа зачмаеност е многу битно да се одржи таа искра. Искра која ќе значи одржување на некои автентична борба. Која ќе се јави. Ќе се јави, но повторно значи јас го поставам прашањето. Работниците не можат да преземат или да се активираат ако вие не им дадете вистинско решение. Значи, вие ако им понудите благи реформи, тие може и да не застанат за вас. И мислам дека она што ќе се случи е дека ако се појави некоја работничка партија, таа ќе биде револуционерна партија. Значи не може системот во Македонија не трпи, значи го објаснував и зошто тој експрес лонац не функционира кај нас, не може да трпи нешто што е помалку од револуционерно. А што значи тоа револуционерно? Тоа револуционерноста не се мислам, извини, значи Джелан, значи има слика на таму позади на еден таков човек. Воопшто не мислам дека тој ќе биде водеч во револуционерноста во наредниот период. Значи таа идеологија која тој застапувал, мислам дека е изгубена. Револуционерноста што застапувал? Значи застапувал некој една визија која на герилизам, значи герила борба, така натаму, која мислам дека нема да се оствари во наредниот период. Наредниот период работничката класа мора да постапи со формирање на своја автентична работничка партија која ќе има преодни барања за надминување и на конфликтите што ги има капитализмот. Значи, во прв ред, одма ќе кажам, ограничување на власта на банките. Видите, банкарите се побунија во Македонија зошто не можеле да си делат вишоци од своите профити во овој период. Мислам, гледате каква дрскост. И демек е тужелен уставен суд.
Нема. Сето тоа треба да се стави во една капа, во една, значи сите комерцијални банки треба да престанат да постојат и да бидат една централна банка. Поготово во денешно време, во дигитално време, потребата за комерцијални банки кои ќе водат посебни сметки е излишна. Значи ние имаме потреба од една сметка и една валута која дури ако сакате може да бидаме толку поекстремен дигитална. И каде што побрзо би се воделе тие трансфери на пари. Ова ќе биде дочекано на нож. Значи вие ако мислите дека банкарите ваква работа на централизација на системот на банкарство ќе го дочекаат со насмеени фаци, тешко. Значи тие ќе ангажираат цела плејада на кучиња, значи кои ќе застанат на нивна страна. Кучиња, значи тоа се агенции за приватно обезбедување кои ќе вршат притисоци на автентични работнички организации од најбрутален вид. Дури можно е појава на еден фашизам. Значи, и во тоа време, затоа тие ќе представуваат, значи секоја борба, значи она што сакам да кажам, секоја борба на работничката класа ќе биде дочекана на уште поголема борба од нивна страна, тие заштитници на капиталот и нели и странскиот капитал нормално тука е вклучен, значи поготово затоа што е влезен во нашите банки и индустрија, крупна индустрија или електростопанство. И во тој случај тие ќе бидат камшикот на контрреволуцијата која ќе предизвикаат работниците побрзо да се освестат и да си ги бранат своите права. И гледате, значи, баш во овие земји, каде што немаме изградено систем на вентилација, да кажам, ќе се формираат посилни движења и можно е тука повторно да се сруши капитализмот како што се случи во Русија во 1917 година. Да, сега не постои политичка партија, но тоа не значи дека не може за брзо време да се формира и да се искристализира борбата. Далеку сме од тоа, значи далеку сме од тоа дека ние имаме болшевистичка партија овде. Или кога кажам овде не мислам на Македонија, мислам на просторот на овој балкански простор кој е турнат на тие маргини, каде што имаме супер експлоатација на вработените. Наредниот период се очекува, јас очекувам зголемување на економската криза, продлабочување и влегување во една нова потешка депресија. Депресија во развиениот свет, значи рецесија со депресија, која има една изрека ако му тече носот на капитализмот во сад, тогаш овде ќе има туберкулоза. Добро, Алек, те благодарам и тебе. Малку излеговме и вон темата, но таква е темата, уствари малку поопширна, ги офативме повеќе различните аспекти. Сега во интерес на времето би ви дала можност да дадете, не знам, некоја реплика билда на кој имаш на Алек, или бидејќи се наоѓаме пред самиот 1 мај, некоја порака кој имате да дадете до работниците? Јас многу кратко само би се осврнал на тоа дека се согласувам во многу голем дел од работите кои што ги изнесе Алек. Самото тоа што мислам дека се уште не сме барем во Македонија, можам да кажам дека не сме во фаза каде што можеме да седнеме и отворено да ги дискутираме овие работи. Мислам дека една од добрите страни што кај нас е веројатно полесно да се сменат работите отколку во некои држави кои што се поголеми и
да речем потрадиционално терале со овој систем, кај нас сепак имаше и промена на систем и помала група на луѓе и помала држава, што се придонесува кон тоа дека многу брзо релативно може да се создадат услови за некое движење кое што би донело промени. Но мислам дека доколку седнеме како работници и дискутираме, многу по-опипливо, по-реално е да дискутираме, например, дали утре, дали денес во недела сум на работа, дали самото тоа што можеме да седнеме тука да дискутираме, на некој начин за нас е привилегирана позиција, бидејќи денеска не сме на работа, не треба да отидеме да се вратиме, да го изработиме и денешниот ден како работен. И во таа насока и прашањето нели за 1 мај, мислам дека мора малку да покажеме отпорност од најситни работи, од односот, еве видете на односот кога се дискутира како се третираат работниците на работното место, вие не ни спомнувате плата, не мора ни да навлезете во финансискиот дел, за достоинството на работниците, за заштита на мобингот да почнете да дискутирате, работодавачите одма ве отпишуваат кога нема шанси, тоа продуктивноста ве навраќаат на теми каде што вие воопшто не сте ги почнале, не дискутирате за продуктивноста, не навлагате во основата на, да речеме, како се прави профитот, но тие веднаш ве отпишуваат со тоа што имаат фрази кои што се како на памет научени, продуктивноста на работниците, малата економија, малата побарувачка и така натаму. Не ни можете да дојдете на место каде што ќе ги дискутирате овие работи како еднаков партнер. Значи многу сме поназад во однос на тоа како се распоредени силите барем во моментов. А во однос на за 1 мај мислам дека тоа што треба да го направиме, што можеме сите да го направиме во моментов е да бидеме што е можно повеќе информирани во однос на тоа каков е нашиот статус, дали воопшто сме работник според македонскиот закон. И ако не сме, што тоа значи, и ако сме, како можеме да се заштитиме себе си, да не одиме во место каде што можеме да изгубиме, да се повредиме или да си го изгубиме животот работејќи таа конкретна работа. И што можеме да направиме во однос на тоа да се здружиме барем да сме двајца или тројца на работното место, кои што на некој начин си ги штитат своите интереси, односно работничките интереси, бидејќи секако како една поединка многу малку можеме сами да направиме. Да, Вилан, ти благодарам. Алек, дали имаш да додадеш нешто? Ние во многу работи се согласуваме, но значи таква е темата, нема потреба сега да некоја апстрактна дебата да имаме со спротивставени мислења, како што така се очекува во некои популарни медиуми. Јас би кажал дека 1 мај не е ден на работникот, тој е меѓународен ден на работникот. И би кажал дека тој е празник кој ние го празнуваме заради постојањето на авангардата на работничката класа. Она што е потребно во светот е авангарда на работничка класа, која е опишана уште од еден памфлет наречен Манифест на Комунистичката партија. Потребата од некои класно освестени работници кои ќе ја буткаат работата и на интернационално ниво и пред самата работничка класа која е освестена за својата функција. Значи, потребата од комунистичко движење е за мене суштинска и јас затоа сум член на таква марксистичка организација која се обидува да изгради некоја основа, некоја јасна визија за програма која ќе биде работничка програма и која ќе биде ставена во функција да може лесно да се изврши оној период на промена на општеството. Значи, ве повикувам сите оние што слушате да ја посетите Нова Искра, која наше гласило, да се запознаете со нашите идеи, да видите кои сме, и доколку сте заинтересирани да стапите со нас во контакт и да видите
кои се нашите интереси и нормално да гледаме да се здружиме во поголем број, затоа што само во здружувањето или во обединувањето е силата. Но не сме да се свати погрешно. Јас не повикувам на обединување, чисто затоа што сме работници. Јас сум исклучиво, поготово заради минатите искуства, обединување на стрикна програма која ќе води кон еманципација на работничката класа. Секое напуштање, најмало напуштање, најмал компромис на оваа борба значи формирање на нови непријатели. Значи, безкомпромисно мораме да се бориме против владеачката идеологија и против сите тие организации кои служат за развој на владеачката организација. Единствен начин сега за сега е, јас го гледам преку во градење дури на мали организации, но со јасни идеи. Јасноста на идеите, разбирливоста на идеите ќе биде гарант за понатамошниот успех. Ако ние уште од старт почнеме да ги разводенуваме идеите, ние понатаму ќе бидеме изложени на уште поголем притисок на владеачката идеологија и во тој случај нас ни следи патот на неуспех. Значи, работниците морат да се освестат за својата историска функција и доколку ги прифаќаат комунистичките идеи, идеали, да се приклучат на единствената комунистичка организација во Македонија, а тоа е таа марксистичка организација Црвени. Алек Вилдан, ви благодарам што со вашето присуство го поддржавте подкастот, ова иницијатива, да кажам, на слушање на гласот на обесправените и на оние кои што глас не може да се слушне од мејнстрим медиумите. Верувам дека ова беше добра дискусија и дека ќе биде корисна за оние работници што ќе ја гледаат. Тука би завршила. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.